Благодарам, председавач. Почитувани колеги, почитувани граѓани. Ќе почнам од последното како реплика на она што зборувавте за образование. Па колега Данев, 24/7 претходната влада градеше, крадеше и остави таков пустош што ние сега треба навистина да работиме. Она што е најважно да го истакнам, како што кажувате дека во 11 години ние сега така да сме работеле посветено, посебно во делот на образование, па секој 2-3 години, колега Данев, да реновиравте, да градевте по едно училиште, како што ние изградивме во овие 2,5 години, па во Македонија ќе немаше потреба од реконструкција, од изградба на нови училишта. Се ќе беше реконструирано. И уште нешто би се надоврзала во однос на тие 15 годишњаци кои што беа од ПИСА тестирани. Што мислите, во кој систем тие учеа? Цели 11 години во системот што го создаваше во образованието ВМРО ДПМНЕ. И што добивме? Нефункционално образование, просто да не се изразам, навистина не ми доликува, јас сум просветен работник, 15 годишни лица со минимални знања, односно непознавање од читање, распознавање, од анализирање. Почитуван колега Данев, во однос на инвестициите во образование, јас навистина ќе се согласам дека можеле да се потрудат, барем знаете вие дека основното и средното образование и во ингеренција на општините да се потрудат малку повеќе да ги забрзаат реконструкциите, она што било предвидено во програмите на општините. Меѓутоа, вие зборувате со факти дека 41% се одзема од изградба на основни училишта и реконструкции. Ајде да зборуваме обратно, значи некаде 60% до сега се изградиле, а пошто знаете сме навлезени веќе во учебна година, почитуван колега Данев, знаете дека во време на настава и не се реконструираат ниту кровови, ниту училници, ниту ништо. Значи, ајде сега малку и обратно. Со завршната сметка во образование, буџетски расходи во 2016 година, кога вие бевте на власт, имало предвидено 22 милиарди, односно милиони, 261.841 дена. Милиарди, да. А со ребалансот на буџетот во 2019 остануваат, колега Данев, 26 милиарди 266.853 денари. Значи, 4 милиони е разликата. И со ребалансот во 2019 година во сферата на образование. Не зборуваме ево за труд и социјала, за здравство, колкава разлика имаме. Значи, со ребалансот многу повеќе мислиме на образованието. А дека мислиме на образованието и на човечките ресурси кои што во образованието се пред се учениците, покажува фактот дека ние со новиот закон за основно образование сакаме на секој ученик да му се посветиме посебно. Се намалува бројот на ученици во паралелки, тоа значи поголема посветеност на просветниот кадар на секој со повеќе можност да се посветат на учениците. Друга работа, дека мислиме и на човечките ресурси наставниците, покажува фактот дека од 2018 септември, сега заклучно со 2019 септември, за 10,8% се зголемува платата на просветните работници. И ако зборувате дека почетник сега зема 20.600, јас ќе ве прашам колку земаше почетник во 2017 година кога вие заминавте од власт? 18.500, срамота. И уште имате вие, значи, лице да зборувате како просветен работник дека нешто сте направиле во 2 или 3 мандата кои што ги врвите овдека во Собраниево. Ништо не сте сториле за образование, колега. Вие зборувавте за вашата општина. Јас ќе зборувам за мојата општина. Во мојата општина сега, колега Данев, се изгради спортска сала на
во средното образование на стручното ЕМУЦ училиште, кое што ние 30 години не можевме да ја замислиме дека ќе се изгради. Се изгради, веќе треба да се стави во функција. Исто така, и во Струга, Нико Нестор, колку пати лопати фрлате вие за да изградите спортска сала, сега веќе при крај сте. Готово се поставуваат реквизитите за да почне да функционира. И уште многу работи, колега. Навистина треба да размислите кога зборувате за образование, а веќе го терате вториот или третиот мандат. Вие ништо не сте сториле кога сте биле на власт за образование. И навистина треба овдека да им одговорите не мене, туку на колегите просветни работници. Што направивте за нивните плати? Ги споивте само во една 2009 година патарината и хранарината и им рековте, ево вие зголемивме платата. Ништо не направивте. Благодарам.